Ајде со здравје да ми одиш домакин. Со здравје да ми останиш домакинке. И не ме испраќај. Не одам на крај на свет, одам конј да купам, не на печалба. Арно, де, арно. Домакине! Еј, домакине! Што е, домакинке, што викаш, да не се запали куќата? С краја било, ги зедели парите? Ај, кај ми беше умот ке трнев, како на копање без мотика. Ај, иди донеси ги. Да појдам без пари, кај ми беше умот. Ваква работа да заборавам, не ке е нарно, а? Шо е, бе, жено? Ги нема. Жено, не си играј, донеси ги парите. Не ми е до смеење, жено. Со вакво нешто смешки ке ти правам? За каква ме сметаш? Ги нема парите. Ги нема таму кај што ги оставивме. Како би ги нема? Ги нема. Епа, ајде да ги побарам. Ајде. Како може да ги нема? И? Еве, тебе. Сношти ги извадив и ги ставив овде. Кажи сега, ти ги зеде. Кога ги зеде, ги стави в джеп или не? Не се сеќавам. Ги ставив, мислам. Некако како низ магла ми е. Кај може да отишле? Како в земја да пропаднале? А да појдеш да видиш во другата соба, а? Дебе, жено, не сум влегувал во другата соба. Ако оди провери и таму, ајде. Ајде. Ке одам, ама за џабе. Кажам, жено, дека бадиела ке одам. Ако ги нема, значи дека некој ги украл. Кој може да ги украде? Не сме излегувале од дома, никој не ни влегол в куќи, така? Остај ти таа работа, никој не ни влегол в куќи. Колку му треба некому за да префрли нога, а? Туку знаеш што? Да не седиме ние вака, туку да правиме нешто. Што да правиме? Си кажал некому дека ќе купуваш конј? Не знам, бе, жено. Некому секако имам кажано. Знаеш како е в меја на се што се зборува. Како и да е, некој знае. А тој што знае дека ќе купуваш конј, знае дека имаш и пари. Ајде, тргнувај да одиме. Тргнувај. Ајде. И? Сега што правиме? Ти на една страна, јас на друга и да го бараме крадецот. Така се наоѓало крадец. Ако не сакаш, не оди. А јас оваа работа не ја оставам така. Ги знам сите во селово и знам чија рака може да фати. Ајде, тргнувај. Оваа жена ми е нето. Ќе одам по селово, ќе барам крадец. Кај знам кој може да биде. Ти натаму, јас наваму. Ајде, тргнувај. Добро утро, тетка Бојано. Каде вака рано? Добро утро. Каде ти вака рано? Јас
В град, на пазар ќе одам. О, на пазар, а? А? Па денес не е пазарен ден. Знам, Денес е пазар за стока. знам се тоа. И токму таму сум кинисал, таму имам работа. А што ќе купуваш? Конј да не купуваш? Конј. Да имав пари, јас конј да купам. Татко ме прати теле да му купам. Па тоа се многу пари, синко, многу. Многу, ама види тетка Бојано. Абе, присобравме некоја пара, па велиме, ај едно теле да купиме, а? А гледам, си се дотерал како за насвадба. Ново ти е палтово? Кога го купи? Ново. Па да ти кажам право, и јас да се подотерам малку да заличам на млад човек, а? Не е малку, не е туку многу. Те гледам како син на Кадија си се сторил. И кога велиш дека го купи палтово? Па не знам да ти кажам право, ми го купија моите за Великден, ама како залади време и убаво и за студов ќе ми дојде. Туку, чекај, јас да те прашам тебе нешто. Шо вака ти ме за муабет и мене, а? Од малечок те знам, толку муабет ми немаш правено. Ај, остави ме да си одам на пазар, ама... Теле да си купиш, а? Теле да си купам. Теле да си купи. Теле да си купиш, а? Море, ги знам јас сите кај тебе дома. Ги знам. Им фаќа раката. Ама од друга страна, кога не си видел, како да му речеш, ај врати ги парите што си ги украл, а? Како да му речеш? А може не е и тој. Ајде. Ова жена ми е не туку. Кај да го барам крадецот сега, шо да му кажам? Еве го Стојан. Што да му кажам сега? О, здраво живо, пријател. Здраво живо, Стојане. Кај тргна вака на ладно, на пазар да ноиш? Не. Бев на таква мисла, ама се премислив, Стојане. Отиде? Па денеска ти не знаеш колку е ефтина стоката. Ќе бидеш зијан со парите, не меја за друго. Знам, ама... Јас да има пари, ти не знаеш шо конј ке си купев, ама... Јас да имав и јас ке си купев. Како рече, не те дослушав? Ништо, така си зборам. Некоја мака си имам, па... Да. Добро, не, пријателе, па толку години се знаеме. Добро, малку ти си побогат, јас сум малку посиромав, ама горе-долу сме си помагале во животот. Кажувај, шо е вака? Не е закажување, друг пат, Стојане. Хај, ко си решил така, имам неко работа јас. Да завршам. Со здрави. Врви си по патот. Ау, сгрешив душа, како можев на Стојан да помислам дека ги украл парите, па тој ни мравка не гази. А таа моја жена проклетија, значи, не, ќе си појдам дома, па... Види го ти Малиов на трпета, а? Види го како се перчи како цар некој, а? Тој може да е. Стојан не е, ама тој може да е. О, здраво живо, стрико најдене. Да си жив и здрав, синко. Каде вака рано? На пазар да не си тргнал, а? Не сум за на пазар одење. Вака облечен, да се подотерав малку, знаеш. Како е, може би ќе ме сретнеше некоја богата, па и да го земам умот, па та да ме направи за домазет, да ме стори. Јас пак си мислев да не си нашол некоја пара, па да не мораш домазет да одиш, туку да се најдеш некоја богата со мирас дома да ја донесиш. И тоа ќе биде еден ден. И тоа ќе биде. Само да научам каде има пари и да ограбам некого. Друго чаре нема. Да си одам ја по полека, да си наберам сено, зашто ќе ме стемни. Темјано! Темјано! Кој ме вика? Јас сум, најденица.
А, ти си! Што вака рано? Сакав да те прашам. Мажот ти дома е? Не е дома. Отиде на пазар. Отиде конј да купи. Фала му на Бога. Знаеш колку се радувам? Конј да купи и ние со конј да се сториме. Велиш конј да купи, а? Конј да купи. Ако. Сега не знам парите што ги зеде, дали ќе му втасаат за убав конј, ама ако не може голем убав конј да купи, нека купи малечок и постар, ама конј да имаме. А тебе што ти требаше, домаќинот мој? Сакав да прашам, да не доаѓал сношти кај нас? Синоќа, како да ми се слушна некој да тропа и да вика понајдена. Ама кога излегов надвор, немаше никој. Ама некоја сенка како да ми се меткаше наоколу. Па си велам да не сме ви требале нешто, а му се видело доцна, тоа сакав да те прашам. Не, тој си легна рано со кокошките, рано ке станувал, за да оди на пазар. Не бил тој, некој друг си имал мака и ве барал. Не бил тој. Да, на пазар да оди конј да купи, а? Арно. А да се напиеме по едно кафе, а? Не, фала ти, сега имам некоја работа, друг пат. Кога ќе завршиш работата, дојди. Дојди кафе да пиеме. Ајде. Конј да купел, а? Море, го знам јас него. Конј да купел, му фаќа раката него. Ама, како да го фатам? Не. Ако не, јас после ќе му украдам. Ама украденото ќе си го вратам. Ама како може вакви работи да ни прави? Конј ќе купува? За овој не се сетив. А може да е токму тој? Него за човек ли ќе го имаш? Ќе ги почекам јас овде. Сакам да ти речу мои странне, да ти кажу. Еле, брат малко, доста да се слиша. Абе, каква свадба направивме, еле да си малце пододмориме и да пробаш да видиш шо ракије носам јас, еле. Добар ден, Неденице. Добро утро, не добар ден. Туку тебе може ти е добар ден. Ноќе не се прибираш, дење спиеш. Па зато се чудам што те гледам вака рано. Да не си спиел синоќа? Да не си имал некоја работа, па си чекал некој да заспие за да ја завршиш работата, а? Што ти е гајле тебе? Мене? Што ми е мене? Кажувај кај си бил сношти. Кажи! Што ти е гајле кај сум бил јас? Што ми е мене гајле? Ќе видиш ти што ми е мене гајле. Ќе разберам јас се што треба. Што ми е гајле? Шо е на жена, Господ? Абе, шо е на ова да не тргнала некој ракија после бајле вруќа? Ти си дошол, а? Знаев дека си тука. А крадецот ќе ги троши нашите пари. Намори, жена, ти да не си се мрднала с умот, а? Така се фаќало крадец. Ако беше така, што не го фати ти, а? Гледам, не го носиш со себе. Знаеш дека мажот на Темјана отишол да купува конј, а? Знаеш? Не. Кога? Па јас знам, рано утрово отишол. И што ќе правиш? Ќе го дадеш на суд, а? Од кај знаеш дека е тој? Тука ајде да влеземе и да побараме, ама поасално. И јас така си мислев. А попат ми текна нешто што ми го има кажувано баба ми.
Што? Некоја будалаштина пак, а? Ајде, уште една будалаштина нема да биде многу. Тргнувај. Ајде. Господа чува од женска белја. Еве, вака научеше баба. Кога ќе ти снема нешто, ќе земеш една крпа и ќе ја врзеш. И ќе речеш: лошото да се врзе, доброто да се одврзе. Ќе ја оставиш, ќе почекаш малку и ако е тука, тоа што го бараш ќе го најдеш. Господа, чувај да ради. Еве ги парите беше. Еве ги. Тука биле цело време, гледавме, а не ги видовме. Ти реков јас дека ќе ги најдеме ако се тука. Крпата на баба ми не лаже. Не за джабе старите рекле. Тој што греши, еден грев прави. Ама тој што окривува, 300 прави.